Не може да очекувате од еден човек да општи, живее и работи и функционира, гради семејство во населено место каде што нема водовод, каде што нема канализација, каде што нема градинка за неговото детенце и така натака и така натака. Затоа рековме дека ние прво мораме да работиме да ја поставиме основата. Затоа ги предвидовме овие два јавни повики како интервентна мерка. Добро споменавте, дел од унгарскиот кредит беше наменет токму за оваа работа. Во првиот јавен повик одвоивме близу 4,6 милиарди денари. Во вториот јавен повик на располагање на локалните самоуправи им беа ставени до 15 милиарди денари. И во вториот јавен повик се склучија некаде договори, 828 договори, за сума приближна околу 13 милиарди и 800 милиони денари. Значи, кумулативно, кога ќе ги собереме бројките од првиот и од вториот јавен повик, доаѓаме до една бројка приближно на 20 милиарди денари и околу 1200 проекти кои што ќе се имплементираат на терен во периодот кој што ќе следи. Дел од нив веќе и се имплементираат. Што беше нашата основна цел? Покрај тоа што ќе дадеме средства на општините за да реализираат инфраструктурни проекти, ние одлучивме самите општини да бидат тие кои што ќе изберат со кои проекти ќе аплицираат. Зошто? Заради тоа што нема некој кој што подобро ја знае состојбата во својата општина освен градоначалникот и локалната самоуправа.